Се вели, кога се губи духот, се губи и достоинството. Прекорувајќи ги со ова актерите на лошите дневни настани и сето она што се случуваше и случува, а според редот на нештата не е во ред. Со оваа реченица како да се брка малерот и се бара и наоѓа некоја кратенка, со малку зборови да се искаже револтот и да се дојде до каква таква вистина. При тоа се гледа да не се навлезе докрај во филмот на дневните настани, кои за многумина се срамни и под секое достоинство. Достоинството беше едно време нешто што за многу генерации пред нас значеше се во заедничката живеачка. Со годините времињата се променија, а со нив и луѓето. Се е поврзано со почетокот. Тука е некаде средината, а крајот се уште не се гледа од блиску. Достоинството секогаш било знак на почитување и уважување. На свој начин представувало култ на самиот човек. Со достоинството можело да се добие, но и да се изгуби многу во животот. Според него се граделе човечките естетски и еснавски односи и норми. Се разликувале семејствата и членовите на заедницата. Се внимавало кога се склучувале бракови и се одредувала цената на купување и продавање имоти. Достоинството било главен адут и при делење награди, но и санкции и казни. Било поскапо од парите, од златото во тоа време и немало цена во мерките на вредноста. Велат, се менува, но ништо не пропаѓа. Дали е навистина така? Времето се промени и достоинството спадна на пониски гранки. Многумина веруваат се уште колку толку во него, но не како порано и не како на главна, туку како на споредна улога во нашата живеачка. Што е тоа достоинство? Денес, само изгубен наслов во променливото време на живење со многу веќе заборавени нешта. Ова е само почетокот. Еден поглед кон душата на човекот дава целоста слика на карактерот во огледалото, наречено искреност и достоинство. Достоинство. Краток збор со недогледливо и несватливо докрај животно значење, но и сваќање од различни агли. Тоа е символ на гордост, на самостојност и секако слобода, но само во онаа вистинска смисла на зборот. Во системот на опкружување тоа е многупати откриено и видливо, но и подложно на различни триења, дразби, па ако сакате и ниски удари. За да се заштити себе си, а воедно и личноста што го поседува достоинството, мора постепено да претрпи сериозни промени со цел да се зачува и опстане. Така, кога се сака некој да се повреди и спровоцира, се оди на достоинството од типот тој е неморален, ваков и онаков, не држи до себе и своето јас, краде и што ли уште не. Неретко се случува барем еднаш во денот да се помисли или па гласно да се искаже познатото каде му отиде достоинството. Го има ли воопшто? До вчера беше сосема друг човек. Го смени друштвото само за интерес. А достоинството си е достоинство. Ако се има, ако се почитува во границата на нормалата, обстанува. А ако не, постепено, но сигурно го зазема секундарното, неважно место во живеачката. Веројатно нема некој на планетава Земја кој барем еднаш во животот него почувствувал дејството на ударот врз достоинството на своја кожа. Нијансите се различни и водат во насока дали примениот удар е со воспитен или некој поинаков карактер. Второстепено за паметење е од кого е добиен ударот врз достоинството и причината за тоа. Се памети примениот удар од кој болела душата однатре и скриената маска однадвор онака со околината. Но и тоа е нешто, ако се извакла поука со време и на време. Но за многумина примениот удар бил потик за понатаму во животот да се оди со крената глава и достоинството да се продолжи по обележаната патека, при што поинаку се размислува за постигнатото, како и за допрва планираното.
Јасно е како ден. После вакво искуство веќе ништо не е исто. А чувството на метален вкус и промашеност останува кај оние со совест што на кратко ги напуштила. Се гледа да се избега од местото на настанот и нема многу место за празни муабети. Во вакви мигови, ако нешто брзо не се преземе и дојде до соземање, отиде достоинството, до вербата и дотогаш направеното добро. Незалудно е речено дека лошото се памети, а доброто брзо се заборава. Кога се отцрнува образот, се губи достоинството. Тоа боли до дното на душата, ако се има барем малку доблест и совест. Ако се нема, тогаш во најдобар случај нема срам за причината за која се заработил ударот и се има тенденција да се примаат уште ниски удари во животот. Ваквите се наклонети кон градење кариера по секоја цена, каде истренирано и подготвено не реагираат на ударите, а кои ги примаат попатно. Важна е целта, а цената на достоинството е неважна категорија. Ах, старите добри времиња! Ако во одредени случаи боли срамот, тогаш ударот е добре дојден и навремен. Тој делува педагошки и воспитно и има надеж за иднината. Личностите се исполнителни, поднесуваат малтретирање, но се емотивци. За таа цел редовно одат на оние надпревари, емотивно таму се празнат и се подготвуваат за преземање нови работни задачи. Ако се прима ударот, а не се знае зошто, се буди револтот и се раѓа помислата тој да се врати двојно. Малку наде за вакви случаи. Се почнува со враќање без мерка и без посебна причина. И тоа оди во недоглед. Таквите не се загрижени за достоинството, за семејството, туку се едноставно егоисти, незадоволни и неразбрани пред се од самите себе, а дури потоа од другите. Достоинството може да се намали и потоне и кога се примаат вербални удари. Не мора тоа да биде физичка манифестација на сила, туку во прашање е навреда, лош збор, возбуда, омраза, бес. Од срам денеска е да реча малку демоде во однос на времето и стварноста во кое живееме и на што спаднавме. Помалку или повеќе е необично да се негува чувството на срам, кога речиси сите околу како да се оперирани од оваа порано многу ценета категорија. Што ли беше тоа? Може би во блиската иднина ќе се раѓаат и деца во чиј генетски код нема да постои наследена информација со шифра срам. Генерациите пред нас ки имаат причина помалку да говорат и размислуваат за достоинството како највисока категорија на едно време, една мината генерација и верување во нешто што со текот на проживеаните години едноставно се избришало. Грубо звучи, да, но за жал пред вистината ретко кој може да ги затвори очите, барем денес во време на невреме. Сосема е нормално во денешните пазарно-економски, политичко-културни и други односи достоинството да попушти пред наносите на незадоволството, омразата, лошите услови на живење. Колкаво е достоинството кога ќе се отиде во банка и ќе се види дека ја немаат префрлено месечната плата, иако е обработена и чесно и навремено. Боли достоинството кога ќе се види и новиот автомобил во живо пред вратата на вашиот богат сосед, кој директно од спотовите пристигнал пред зградата и тој безобразно ужива во погледите на оние со достоинство, безгрижно, без срам и никакво перде. Но тоа е тоа. Тоа е суровата реалност и нашата вистина. Секој е скроен според својот животен кројач на судбината. Од тоа не се бега и тука е убавината, зашто во животот се враќано и се плаќа велат кога тогаш. Времето ја пишува историјата, достоинство, непокорност, трпеливост и очекување на нешто подобро. Каде ли е тоа?
Најлошо е кога ќе се навикне да се примаат удари по достоинството. Кога си мал, мислиш дека така треба. На почеток секој пат тој што удира е посилен и се трпи. Постепено се учи да не се плаче и да не се жали. Се учи да се прима удар и од послаби. Се труди и тоа да не боли. Кога ќе се пожали, обично се советува дека тоа ќе помине и ќе се заборави онака со времето. Се е милливо во животот. Со текот на времето тоа и се сваќа на потежок или полесен начин, зависно од човекот, од карактерот и пред се во дечкиот кадар. Кога се напушта традиционалната размисла за достоинството, што во минатото значеше нешто најсветло, се губи личниот дигнитет и гордоста. Некој тоа го доживува со трауми, а друг не го ни забележува, се додека не дојде до својата одредница и својата цел. Тогаш нормално е веќе доцна. Границата одамна е минато, а достоинството погазено. Тоа денеска некому ништо не му значи, но секако ќе се врати на генерациите што допрва доаѓаат. Насоката од личност кон безличност е многу и блиска и преодна. Но, како што реков, кројката си зависи од мајсторот што ќе ја скрои и направи, а секој е кројач на својата судбина без никакво залажување. Другото е само нијанса кон доблеста или кон пропаста. Изборот е личен, но сепак треба да е јасно дека кога се губи достоинството во денешни услови, се губи и личноста што дотогаш постоела. Имам свое достоинство. Мирно спијам, не правам зло на другите, не се будам среде ноќ, немам кошмари. Е реченица која многумина сакаа да ја кажат во одреден круг на заедницава. Тоа е убаво да се чуе, ако е вистина и се знае дека во реалноста е така, во време кога човечноста и достоинството како да се губат и тонат во длабоките ходници на лавиринтот наречен животно благо. Се од човекот, но и во човекот. На која страна сте?